Ајде за нешто друго. Колку фолк, турбо фолк, суперсоник фолк и какви има други, не знам, видови, подвидови. Значи, колку такви некои слични рефрени ти останале увце последниве 2-3 години, онака знаеш дека не го слушаш тоа, али те фаќа увце тоа, не знам. Сакал некел тоа, мислам ти идеш се движиш низ град, ти слушаш цело време некоја музика. Имамо некој превод на клавиатура што си рекол, браво. Сега ти кажам, што гледав и што реков браво. Имаше еден спот на телевизија, мислам Џогани Фантастико и Миле Китич. Ми текнува добро. Рапуе нешто со авиони, па рапует, па малце пее народно, па играат, џускаат. Право ти кажам, тоа ми беше тотално ремек дела од таа култура, значи култура, дали е култура, не култура, шала на страна, тоа постои, тоа е реалност. Специјално 5 секунди, еве го спотот. 4 стране света, путујем Европом, ал нигде ми nije, кад сам собом. Савршен е спотот, мислам, така е добро изработен. Си викам, ако постои ѓавол, onda ѓаволот кој има направено спотот. Да. Која ти е најлоша комбинација, пример, рецимо на јадење? Има некои такви добри, луди комбинации, као, например, Катарина Ивановска дојде у емисија, вика, јадам мајонез со ајвар. Не знам, еден од моите најталентирани сниматели, пример, јаде крем онаков, еврокрем агроплод со кашкавал. Што мислам, таква комбинација што си викаш, ова може да се користи за да истребуваат американциве народи. Онака, фрли им битолски мешан со агроплоти и нека се испобијат сами. Што ти е тебе некоја таква? Ја довек сум бил доста конзервативен во однос на мешање храни, мада едно време кога почнав да капирам што е кинеска храна, сватив дека е уреду да се мешаат вкусовите. Така е некоја фина комбинација на вкусови, она од секогаш балансирана. Ми годи, али никад не сум мешал нешто посебно грозно. Кога бев мал се сеќавам беше другару мало. Искачаш вака леп мармелад и сирење, парчиња сирење. И увек не ми беше јасно како го јаде тоа. Али не знам, она едино што не знам, ми се смее некој или она како јадеш рецимо не знам леп паштета и мајонез, тоа делува претерано плюс со кашкавал и рецимо јогурт. Што? И што е ова? Да, малце она као го почитуваш тоа, да? Па не го јадам, ти викам. Така да она ми делува дека веројатно не ми е паметно тоа што го јадам. Да, мислам би се смееле за тоа. Не знам, ќе видиме. Немам појма, не е смешно, баш знаев дека нема бидам смешен за ова. Да, сериозно. Па не, мислам за јадење не сум смешен. Сега и да ти избори. Каков човек си во ова време, се претвораш ли во некоја си гладно за било какви информации, транзициско чудовиште како повеќето во Македонија, или некога се тргаш на страна од муабетов? Види, од секогаш сум бил прилично политички освестен, или сум се трудел да бидам освестен, значи не само за дневната политика и нашите глупости овде, него да бидам малце посвесен како се случуваат општо работите и која е позадината на нештата. Долго време не гласав и она бев одвоен од тие сите глупости, али последно време више сум и постар дечко, и капирав дека е доста цинично да не се гласа, дека е она помалку глупаво и дека колку и да е нели парламентарната демократија глупава како концепт и неправедна за најголемиот број луѓе, дека живееме во неа и дека едноставно и тоа е едно од нели орудијата кои ги имаме при рака, со кои некако можеме барем малку да се бориме. Гласаш или поништуваш ливче? Не, гласам, увек наоѓам некој кандидат или некоја партија кој барем за волку се поклопува со моите интереси во моментот и гласам за него. Значи, тешко наоѓам, значи некој што ми се свиѓа, она генерално се Кој уредување ти мислиш дека би било најперфект за нас? Или не си размислувал? Ја не сум размислувал доста на тие теми све, онака, но заклучив дека нема перфектно уредување. Она што е актуелно уредување е најдоброто за нас у моментот, зашто секогаш знаеш има некој мал дел у општеството на луѓе кои се доста напредни и паметни и кои можат да живеат у многу по, да речеме, уредено општество, комунизам, некоја анархија, кул и тие работи, ама знаеш кога ќе ги додаеш после уште оние 90%, ќе го стиска. Знаеш, така да луѓето генерално го добиваат, го имаат точно оно уредување кое го заслужуваат во моментот. Дали се согласуваш со мене, кога сме кој ова, дека е крајно штета што веќе радиото не се смета за некој медиум кој што е извор на информации, туку добиваме такви некои junk food, кој што кажат и информации, инстант информации од телевизијата пред си од интернетот, кој што интернетот е стварно една информативна анархија, секој кој што си сака ќе си каже, и дека радио више стана онага само за да пуштиш кола и да ти помине време.
Види, ќе се согласам со тебе дека радиото ги нема позициите од порано. Значи, своевремено бил доминантен фактор за комуникација. Да, нацистите станале тоа што се од радио. Така, али по друга страна не би се согласил скроз. Да не речат, скроз. Види овој нациста. Не, ало. Добро. Али мислам дека се уште радиото си има некои своји позиции, особено во одредени групи во општеството, значи некои луѓе што се можеби малку по ајде да речеме напредни или поалтернативни, поавангардни, се уште слушаат доста радио за да се запознаат со некои работи, пошто знаеш медиите па и радиото меѓу другите се под сериозно влијание на комерцијалните движења и тоа е она што ги уништува медиите, не само радиото, и телевизијата, па и интернетот у добар дел. Се водат од тие интереси, брутална комерцијалност која само покушава да ги наранат луѓето со она што сакаат да им го продадат. Секогаш има некои алтернативни медии, радија, телевизии, па и интернет, има сериозни делови, парцели, кај што има луѓе кои даваат, не се трудат само да ти продадат, да те наранат со нешто, него да ти дадат некоја квалитетна информација, да ти пуштат некоја добра музика, да те натераат да се заинтересираш за ова. Мислам дека нема да сосема да го изгуби радиото, нема сосема да изгуби моќта. Значи не е романтично као порано, но мислам дека има простор за радиото се уште. Кажи ми, еве ако некој сака да биде диџеј, ти си и диџеј исто, пушташ по клубови. Можеш ли некој совети да му дадеш што би се водел еден млад диџеј? Па нека не стане диџеј заради манекенки. Така, Станав диџеј ради манекенки. Не, просто е, знаеш, сега више е папазјанија, онака и стана толку модерно да се биде диџеј, буквално ќори сака тоа, се закачува, знаеш, Billy No Friends. За 3 дена има другари, фаќа женска, мислам, од сите луѓе остануваат свашта од сите можни погрешни причини. Она што ја би го препорачал е да сака музиката што би ја пуштал. Значи да пушта музика заради тоа што сака да му пушти некоја музика на некого. Финтата е, ако сакаш стварно да бидеш среќен, ако сакаш стварно нешто да ти се случи, финтата да имаш некоја музика која ти стварно сакаш некои луѓе да ми ја покажеш. И онда Алелуја, Попов. Од таму натаму е полесно. Кажи ми за дома, како е сопругата, ќерката? Нектаров да се досипам. Може да се ставиш. Луде. Тоа е авангарда. Тоа е авангарда веќе. Тоа е авангарда. Ајде авангарда не би работи. Работи. Како? Кажи ми стварно дома како е ќерката? Лајка. Тоа е по кого? По кучето? Тоа е по кучето, да. Тоа е као некоја Не размислуваше за Леси? Па не размислував за Леси, еве сега ќе ти кажам зашто. Заради тоа што осим кога му даваш некој име, осим што го именуваш, му даваш и некоја карактеристика. Нешто кон што би размислувал. Значи се стреми кон нешто. Значи мојата идеја која би била, значи кучето се вика Лајка, тоа е првиот жив створ кој патувал вон планетата, значи се отишол во свемирот, тоа е едно од начините на размислување кои сакам ја да ги наметнам на мојата ќерка да размислува малку поглобално. Колку напомни? 9 скоро. 9, Да. Супер. И шо музика сака? Па свашта. Да, мислам, ми се свиѓа се и се што сака. И PNG, и Arctic Monkeys, и Тоше Проевски, и Ријана. И мислам дека, како беше ова, No Doubt цурата? Гвен Стефани. Значи се што има сака. Така, браво, одлично. Што да очекуваме у скоро време од Друштвото за производство тргови услуги, PNG Recordings до увоз извоз Скопје, така е официјално. Пази, не е ни шала до PMG Recordings до Скопје, така е, да. Пошто после долги години мора и нели конечно и да се регистрираш, да почнеш да плаќаш данок. Сите ти работи, еве ние сме едни од веселите плаќачи на данок на Република. Не се ни зезам, не е ни цинизам, баш сум уреду ми е кога плаќам данок, онака окей сум. Шогаш си го правиш твоето, Па да. И ние константно работиме, значи не се застанува. Значи ја издававме албум, свириме концерти без престан. Се посвети да се поише на бендовиве? Во февруар ние сме посветили комплетно на бендовите. Значи февруар имаме албум на Берлинс Пропаганда, март имаме албум на The John. Во меѓувреме треба да искочат и Пијана Марија Каева, треба да искочи саундтрак од представата Мара Сад на Македонскиот народен театар. Треба да излезе албум на Сашко Костов и сето тоа негде до пред лето. Супер. Се надевам дека ќе имаме некој од нив во еден као специјални музички. Кога сакате, само побарете. Фала ти пуно што дојде еве и Мирко Попов да пак се зезна вече. Ќе го искријам некој. Семи го. Слушај, вака нешто мора да има, јас сум се мислел што е работа. Како и да е, кај сме тука сме, значи тоа е тоа од денешна емисија. Му благодарам на Мирко